Добар ден, почитувани, предстои најновата Телма амбуланта, емисија во која секој работен ден заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. Денешното петочно издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Недобрата одбрана од бенигни тумори и карцином на дојка лежи во редовните прегледи, кои што навремено може да откријат некаков проблем и да овозможат спроведување на адекватно лекување. Скрининг, односно контролен преглед со ултразвук, мамографија или пак магнетна резонанца, која диагностика да се спроведе во зависност од возраста на пациентот. За сето ова, повеќе од разговорот со гостинката која што е денеска со мене во студиото на Телма, доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник. Докторке, добре ни дојдовте повторно во Телма амбуланта. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на поканата. Најнапред да разрешите една дилема која што постои помеѓу пред се жените. Дали ехо прегледот може да направи разлика помеѓу бениген и малиген тумор? Так. Ехо прегледот, прво да нагласам, значи дека користи високофреквентни радиобранови. Значи истиот е апарат кој што нема во себе, не содржи зрачење и истиот е сосема безбеден и може да се употребува за секој тип на возраст кај жените. Со ехо апаратурата можеме да направиме преглед, значи и кај помлади и кај постари, а во однос на патологијата, дали се работи за бениген или малиген тумор, значи 100% не можам да ви тврдам дека можеме стриктно да добиеме секогаш сигурна диагноза на бениген тумор или сигурна диагноза на малиген тумор. Зошто? Затоа што, како и се во медицината, не е употребата на еден апарат или една метода секогаш последна. Значи, кај нас и во радиологијата и во било која друга гранка на медицината се прави споредба и со друга апаратура. Но, секако, голема е улогата, голем е процентот од кој што информацијата преку ехо апаратите ја добиваме за состојбата на самата дојка. Што значи тоа? Тоа значи дека можеме да забележиме некоја разлика во структурата на самите дојки, некоја промена која што со оглед на тоа што сме ние обучени со нашата специјализација, суспецијализација и така натаму, добиваме увид и една насока во која треба да размислуваме понатаму. Значи, во однос на процентот на точност на ехо апаратот може да се каже дека варира од 70 до 80% на точност. Значи, кога ќе забележиме некоја промена, да знаеме во кој правец да размислуваме, дали истата е бенигна или манигна. Значи, не збориме за 100%, но 70 до 80% веќе можеме да зборуваме дека се работи за некој од тие два типа на промени. А што се анализирате со ултразвучниот преглед, односно со ехото? Дали се гледа и кожата на дојката, масното ткиво, жлездите внатре? Знаете како? Дојката е многу сложен орган, иако е во однос на нашето цело тело е, да речеме, еден мал дел од нас, меѓутоа е многу сложен орган кој што содржи во себе, како што и вие самите споменавте, значи кожа, подкожно ткиво, масно ткиво, жлездено ткиво, и сите тие во својот состав може да содржат некаков вид на промена. Не мора секогаш да биде малигна, може да биде и бенигна, но секако кога ставаме сондата, анализираме од површината на кожата, па се до длабочината каде може да допре самиот радиофреквентен мембран, за да добиеме комплетната информација за состојбата на дојката. Многу често се наоѓаат промените многу ниско, значи залепени на градниот кош, или пак високо, каде што се поблиску до површината на кожата. Значи, комплетна, целосна анализа на дојка. Може ли да се каже дека е комплетен прегледот, доколку не се направи анализа и на лимфните јазли кои што се наоѓаат под пазувите? Не, секогаш, значи, прегледот на ехо апаратот, па и на другите апарати, кои покасно претпоставувам ќе зборуваме, е многу важно да не се задржиме само на дојката, туку и на околна структура, што е во секој случај припаѓа тука и пазувата. А колку често, докторки, кај младите пациентки забележувате цисти во дојката или пак фиброаденоми? И дали тие може да се развијат во нешто поопасно, во карцином? Так. Многу често во последниве години наназад, значи не само малигнитетите, него и бенигните тумори се исто така многу честа патологија која среќаваме, зависно од возраста, над 20, над 40 години, зависно од хормонскиот статус, односно состојба на самиот пациент, така се појавува и патологијата на дојката.
Значи, цистите повеќе спаѓаат во дефинитивно бенигни промени, промени кои што, доколку зборуваме за чисти симплекс цисти, ние ги нарекуваме, тие се ограничени добро, на ехото ги гледаме добро ограничени, чисти, значи со некоја содржина внатрешна која што може и да биде некако позаматена, меѓутоа зборуваме за воспалена циста. Таа не би требало, значи 100% фактички не би требало, не преминува во малигна. Меѓутоа, сите суспектни, сите промени како цисти кои што не се така добро ограничени, се сомнителни, разлика во форма, во големина и така натаму, може да предизвикаат понатаму некаков друг развој на промените. Затоа и кај таквите пациенти ние многу често ги викаме на чести контроли, значи не на 12 месеци како што е кај здрава дојка, него во однос на тоа што ќе видиме ги викаме на 3, на 6 месеци и така натаму. А во однос на овие другите што ги споменавте, фиброаденоми и фиброаденомите се исто бенигни тумори кои што на прв поглед делуваат, да речеме, со голем процент на сигурност како фиброаденоми, како бенигни тумори. Меѓутоа во медицината нема секогаш 2 и 2 дека е секогаш збирот 4. Знаат фиброаденомите од некои причини да дојде до нивна промена, дали до хормонски статус промена, дали стресот, дали имунитетот, понекогаш знаат да се променат. Затоа исто така многу често ги викаме пациентките да доаѓаат на контроли кога нешто ни е сомнително во однос на нивна форма, изглед, боја, значи ехогеност ние тоа го нарекуваме. Така да воглавно се бенигни тумори, меѓутоа контролите, како ќе ви каже радиологот, е многу важно да се следат. Така да се почитува да се почитува препораката од лекарот, да. Жените кои што дојат, честопат имаат маститис на дојките, воспалителен процес, многу болен. Кога ќе се погледне таква дојка на ехо, може ли на неа да се забележат некакви последици од маститисот? Може ли те да наликуваат на тумор? Така, маститис, кога би зборувале општо за маститисот, може да биде од една страна бениген, од друга страна може да биде во друга крајност, значи како карциноген. Во кој смисол? Во смисол постои еден карцином кој го нарекуваме воспалителен карцином и тој се развива многу брзо, изгледа слично на маститот и е кожата зацрвенета, болна, пациентката се жали на изразена топлина на местото, болка и така, и тоа се развива за многу краток период. Меѓутоа, тука се тие другите фактори, нели пациентката не дошла на преглед, кога ние би ја распрашале доколку се работи дека таа дои, прво што ќе помислиме, нели, ќе помислиме дека се работи за мастит и ние го третираме во почетокот како мастит, секако после ехо прегледот на самата пациентка со соодветна терапија. Меѓутоа, наредната контрола ја викаме многу брза, значи за недела две пациентката доаѓа после спроведената терапија и гледаме дали случајно постои опасност за оваа другава варијанта што претходно ја споменав, или се работи за еден мастит кој што е многу честа последица, дали има вовлечена брадавица, дали детето не дои од таа дојка, не самата мајка не го дои детето од таа страна или некоја друга причина на инфекција, да речеме, довела до маститот. И исто така тука е многу корисно ехото што го споменавме на почетокот како метод кој го користиме за да ни помогне во самиот изглед на таа дојка која што е во фаза на доење или мастит кој што ни е предизвикан или ќе прогредира понатаму како карциноген. Доколку се забележат некои вакви промени за кои што е нејасно дали се бенигни или пак малигни, што препорачувате? Да се направи мамографија или пак да се направи веднаш биопсија? Во прв момент пациентката кога доаѓа, значи со земење на комплетната анамнеза, дали е доилка, кога се јавила, колку време трае, дали примала терапија, не примала терапија, значи започнуваме со ехо преглед. Секогаш ехо преглед е прв. После таа контрола, спроведена терапија, повторно се прави ехо преглед и се забележува самата состојба како се одвивала за тој период. Доколку постои мал процент на сомневање дека не е класичен мастит заради доење или не е мастит кој настанал заради некоја инфекција и кај жена која што не дои може да се случи мастит од некоја причина како воспалителна компонента кога би имало. Ако постои таков момент, во тој случај продолжуваме со понатамошни исследувања, зависно од возраста, зависно од изгледот, би можело да се препорача, значи нареден степен или наредна фаза на испитување би била мамографија или евентуално магнетната резонанса. Тука би добиле малку повеќе секако информации
во однос на за каква промена се работи. Па тек потоа ние можеме да размислуваме дали е потребна биопсија или не. Доктор Толевска, да ги поканиме гледачите да бидат и денес активни учесници во креирањето на концептот на Телма амбуланта со нивни прашања. Телефонскиот број е 3076 677. Почитувани, добре дојдени сте. Да поставите прашање кој што се однесува на денешната тема, болести на дојки, начин на откривање на најчестите проблеми со дојката. Доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник, е наша денешна гостинка која што ќе даде одговори на сите ваши прашања и дилеми. Докторке, до која возраст на жената жлездестото ткиво на дојката е густо? Така. Некое правило нема, како што споменав и на почетокот, меѓутоа обично кај помладите пациентки очекуваме поголема густина на дојката. Како жената влегува во менопауза, густината на жлезданото ткиво се менува, Така. и тогаш станува повеќе во доминација масното ткиво отколку жлезданото ткиво. Но неретко среќаваме пациентки кои што се во поодмината возраст и имаат се уште една густина на ткивот, било да е причината дека нема доено или дека нема родено дете или едноставно генетски фактор, но сепак е тоа во помал процент. По правилата на нештата би требало после настапување на запирање на менструалниот циклус, во климактеричниот период на жената, да дојде во состојба на така наречено старење на дојките, односно станува цртежот веќе не толку густ. Дали жените кои што имаат густо ткиво на дојката имаат проблем да направат мамографија, односно да добијат точни резултати од мамографскиот преглед? Така, мамографскиот преглед може да се направи со два типа на мамографија, односно веќе во поново време се и три типа на мамографија. Првиот тип кој што се користеше години наназад е тој така наречен аналоген тип. Аналогниот тип на мамографија ни го отежнуваше прегледот во однос на денешниве, на кои веќе се навикнавме дигитални мамографии, по кои што имаме поголема густина на дојката и од она што фактички ја има самата пациентка, ја добиваме со не така јасна слика. Сега во поново време излегува тие дигитални мамографии кои што ја олеснуваат, да речеме, нашата диагноза во однос на ткивото на пациентката, бидејќи го редуцираат самото жлездано ткиво на пациентката и ни олеснуваат некои структури кои претходно биле препокриени заради таа на аналогниот мамограф структура една врз друга кои се препокривале, веќе се добива една поголема чистина и ни олеснува секако мамографски преглед со подобар квалитет во однос на претходниот. И третиот тип кој го споменав сега, кој веќе и во нашата клиника го имаме, тоа е тој 3D мамографија, каде што се користи тродимензионална фактички, тоа би дошло да го речам мамографски преглед, во кој што на 1 милиметар добиваме слики со голема прецизност на самите промени на дојката каде и да се сретне. И точноста е голема, велам, затоа што кога би имале пресици од 1 милиметар, она суперпонирање што го викаме ние ткиво врз ткиво што го имаме на претходните мамографии, овдека се разделува и конечно можеме со поголем процент на сигурност да тврдиме дека таа промена не е оваква или од онаков тип. Така, значи помалку лажно позитивни наоди. Помалку лажно позитивни наоди, а секако после тоа и помалку потребни изведување на биопсии или туморектомии, односно вадење на тумори кои што не биле во суштина суспектни и така натаму. Значи тоа е олеснувањето кое што за среќа го имаме во нашава веќе клиника, можам да се пофалам и го користиме многу често, поготово за дојки кои што се многу густи. А колкаво е зрачењето на 3D томографијата во споредба со класичната мамографија? Така, 3D томографијата не се разликува многу од 2D мамографијата. Во должина на снимање се работи за помалку една секунда повеќе трае. И во однос на зрачењето е минимално поголемо зрачење во однос на 2D класична дигитална мамографија. Значи е така направена да се редуцира и зрачењето и време траењето, а со тоа се добива и една подобра
како да кажам, ке пациентите состојба кога ја прават мамографијата многу често како непријатно чувство, нели компресија на дојка, страф и така натаму, и е прилагодена, значи, да биде помала компресијата на дојката, за да биде помалку болен самиот процес, за разлика од оние претходни типови на мамографија. Ајде да проговориме за компресијата на дојката, притисокот при снимањето. Некогаш гинеколозите велат подобро да си направите ехо преглед отколку мамографија, токму поради притисокот. Може ли тој да создаде некаков проблем? Так, значи компресијата како компресија не може да направи проблем. Колку е по-нов и по-софистициран апаратот, компресијата е по-мала. Нас ни е многу битна компресијата, затоа што со тоа го намалуваме ткивото кое што се изложува на тоа X зрачење кое што ги има мамографот, под 1. Под број 2, самата компресија ни овозможува исто така разложување на тие структури кои што од самата густина на дојка не ги гледаме и времето на снимање се скратува. Може би гинеколозите препорачуваат да повеќе ехо отколку мамографија, меѓутоа како прво нешто со кое се започнува може да се препорача ехото, меѓутоа златен стандард за преглед на дојката е секако мамографскиот преглед. Значи не би смееле да го избегнеме, поготово со овие нови апарати каде што, како што споменав, болноста е многу редуцирана и зрачењето исто така редуцирано, а секако препораката е за да биде попријатен и самиот преглед, независно од самиот апарат, значи од психичката состојба на пациентката, нели многу битно е дали она се плаши или тој момент не постои. Многу битно е кај самата мамографија да се прави во првите 2 недели после циклусот, не дека не смее после во вторите 2 недели, меѓутоа прегледот е попријатен и жлезданото ткиво е по-релаксирано на самата дојка. Така не е се толку чувствителни дојки. Не се толку чувствителни дојките и затоа и самите пациентки се добро се чувствуваат со мамографијата кога е направена после добивање на циклус. А се случува ли некогаш да се направи мамографски преглед, па потоа да има потреба тој да се надополни со ехо преглед? Па да, имаме, например, надворешни пациенти кои што доаѓаат и директно би сакале да направат мамографија, затоа што, некој така им кажал, тоа е нивна желба, наша е, нели, како доктори, да им кажеме кој е редоследот на нештата. Меѓутоа, ако веќе цијано оди на мамографски преглед, се препорачува во 90% да речам и ехо преглед, затоа што се надополнуваат еден со друг. Фактички стално споменувам дека точноста на тие два метода како златен стандард е од 97-98%, што не е малце. Апсолутно. Сепак. На која возраст препорачувате да се направи првиот мамографски преглед? Така. Мамографскиот преглед, зависно кој тип на школа се следи, да речем, дали европска или америчката, препораката на мамографијата или после 35-та година или после 40-та година. Кај нас во Македонија се применува после 40-та година, значи првиот мамографски преглед, и се прави на секои 2 години доколку зборуваме за здрави дојки. Во случај кога во фамилијата на пациентката која што дошла имаме позитивна, велиме ние, фамилиарна анамнеза, значи баба, мајка, тетка се заболени од карцином на дојка, или пак на ехо забележиме, иако е пациентката 25 години, забележиме некоја промена која е премногу суспектна, значи сомнителна, можеме мамографијата и многу порано, значи да ја препорачаме, или пак наместо нејзе магнетната резонанса. Но во секој случај, пошто така ви беше поставено прашањето, препораката е од 40 години па натаму. Потребно ли е да се подготви специјално жената пред да дојде на мамографски преглед? Еве, споменавте доколку е во репродуктивен период, најдобро е 2 недели по менструалниот циклус. Во однос на туширања, антиперспиранти и слично, има ли некакви конкретни препораки? Така. Прво, значи хигиената, како што споменавте, но многу битно е да не нанесува на кожата, дали млеко за тело, антиперспиранти, така, бидејќи тоа може да ни даде лажна слика на самиот преглед на сликите од мамографијата, која би ни предизвикала пореметување во размислувањето во она што го гледаме. Тоа наликува како ситни мали точки, кои што ние може да помислиме дека се микрокалцификати, а микрокалцификатите се оние всушност што ги бараме на мамографски преглед и се оние кои што може да ни дадат правец на размислување за бенигно или малигна промена.
Какви треба да бидат тие микрокалцификати за да се забележат на мамографската снимка? Треба ли да се видливи со голо око? Какви промени може да се забележат? Има два типа на калцификати во дојките што се среќаваат, макрокалцификати и микро. Макрокалцификатите понекогаш дури и на ехо можеме да ги забележиме и тие се сосема бенигни калцификати и тие исклучуваме дека се работи за малигна болест, тоа е дефинитивно. Меѓутоа микрокалцификатите се оние кои што се веќе помали од 0,5 мм, значи збориме за 0,1, 2, 3 мм, кои што 0,1, 2, 3 мм и затоа ги нарекуваме микрокалцификати, бидејќи единствено се видливи на мамографија и затоа настојуваме ние мамографски преглед, иако пациентките се плашат се уште, иако нели ние постојано ваки на медиуми сакаме да им доловиме дека не е тоа некоја опасна процедура од било кој аспект, бидејќи мамографијата всушност ни ги доловува распоредот, морфологијата, изгледот, бројот на микрокалцификатите кои што значат многу. А може ли да се работи за малиген тумор во кој што не се присутни микрокалцификати? Има ли и такви промени? Секако, постојат тумори кои што се без микрокалцификати, но за жал постојат и промени кои што нема никаква туморозна промена на мамографијата, а имаме микрокалцификати. Затоа понекогаш ќе речат ми направи ехо, ми рекоа дека се е уредно, туморот не е виден, значи многу често може и таква состојба, а ако веќе зборуваме за мамографски преглед, може да се види микрокалцификатите кои што ние ги препознаваме и без разлика на тоа што не добиваме изглед на туморозна промена, ние сепак имаме насока дека треба да се превземат понатамошни мерки. Кога станува збор за мамографски преглед, има скрининг за рано откривање на рак на дојка и диагностичка мамографија, односно откако ќе се забележи некаква промена на ехо или пак еве жената може на допир ќе напипа некакво грудче, тогаш доаѓа обично на мамографија. Дали снимањето се изведува на различен начин или изгледа исто? И во двата случаи, и кај скринингот и кај диагностичката мамографија. Начинот на изведување на мамографијата е ист. Скрининг мамографијата има за цел повикување на жените, значи не сами да се јават на преглед, него повикување на жените кои што во системот ги има Фондот за здравство и точно знае дека таа жена не се јавила на мамографски преглед 3, 4 па и повеќе години или никогаш и тие се повикуваат и се прави тој мамографски преглед, така наречен скрининг. Скринингот се прави во одредени институции, на државно ниво, се води на државно ниво и зависно од тоа што ќе се забележи, пациентките понатаму се повикуваат евентуално на потребен ехо преглед или со тоа завршува нивниот преглед, ако е уреден, со наредно повикување на 2 години. Диагностичкиот фактички преглед со мамографија се прави исто како скрининг мамографијата на 2 години, меѓутоа тука пациентите ние не ги повикуваме, него им даваме апел дека треба да се јават, нели, после 40-та година кај нас или порано претходно објаснив и после тоа се прави значи следење исто така на 2 години ако се работи за здрави дојки, ако не и секоја година се повторува мамографијата зависно за каква болест се работи. Доколку се работи за некоја болест, може ли неколку пати во годината да се направи мамографија? Па најрано на 6 месеци можеме да направиме, доколку нешто ни било сумнително претходниот пат, па да повториме на 6, а друга диагностичка метода, пример, не би ни помогнала како магнетна резонанса или било која друга некоја причина која би навела да викнеме пациентката за 6 месеци порано од тие 12 месеци кои што се стандард или 24. Доколку жената сака да направи скрининг мамографија, може ли таа самата да одбере дали да направи аналогна, дигитална или пак 3D томографија? Или пак сепак сугестијата ја дава, односно одлуката ја дава радиодиагностичар? Така, кога зборуваме за скрининг мамографијата, таа се работи значи на државно ниво, односно ја води Министерство за здравство во соработка со Фондот за здравство. Значи податоците ги имаат во компјутер кај жените кои што не биле на прегледи и тие се оние кои што ги повикуваат. По правило скрининг програмата во која и порано и јас имам учествувано започна кај нас негде 2014 година. Се повикуваа жени над 50 годишна возраст, од 50 до 59 беше офатена возраст како најчеста можност за појава на карцином и воглавно беа избрани институции, установи каде што има добар мамографски апарат, по можност и дигитален. Значи за скринингот би било најдобро да биде со дигитален апарат.
И го читаат не само еден радиолог, значи двајца радиолози кои даваат свое мислење и потоа се одлучува дали е, ако е исто мислењето или не е исто, се постапува понатаму и се повикува, значи, жената. Жената не е таа што одлучува дали ќе се отиде на оваков или онаков апарат мамографски, него државата оди по протоколи кои што ги спроведува за да скринингот биде успешен. Доктор, ќе да пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешната Телма амбуланта. Почитувани, останете на Телма. За болестите на дојката и начинот на нивно диагностицирање и диагностичките алатки кои што се користат во зависност од возраста на пациентот, денеска зборуваме со доктор Мимоза Тулевска, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник. Докторке, кога зборуваме за мамографскиот преглед, од што зависи колку тој ќе биде специфичен? Дали, еве споменавте густината на дојката е фактор, но еве менопаузата, дали жената доела, дали родила и слично. Освен кај ехо прегледот, дали кај мамографскиот преглед исто тоа е фактор на сензитивност? Секако, прегледот на мамографијата е многу важен во смисол каква е структурата на дојката, дали е погуста или е друг тип на дојка кој што би ни олеснила мамографијата во однос на самото снимање. Претпоставувам дека прашањето би беше дали квалитетот на снимката ќе биде Так, ќе биде олеснет доколку се работи кај пациентка која што секако е во фаза на менопауза и самите дојки имаат помалку жлездено ткиво и така. Затоа и нели мамографијата во некои моменти им препорачуваме на пациентите во самиот момент на снимање, кога ќе забележиме дека се уште густи, ги префрлуваме на 3D мамографија, која што секако е големо олеснување и за нас, а секако за доброто на пациентите, за да расчистиме за некаква промена која што била прикриена заради самата густина на дојките. Дали малите дојки се проблематични за снимање? Не, воопшто големината не е важна. Самиот мамограф има различни видови на плочи и спрема големината на дојката, дали е поголема или поголема, такви плочи се поставуваат и не е воопшто никаков проблем било каков тип на големина на дојки да се сними на мамографија. Кога пациентите ги упатувате на магнетна резонанца за да се сними дојката? Така. Значи, претходно неколку пати споменав, многу важно е дали се работи за млада пациентка, дали се работи за каков тип на промена се работи, дали ни одговорил златниот стандард мамографија и ехо или не, и тогаш одлучуваме на магнетна резонанса. Значи, еден од причините кои што пациентите им препорачуваме магнетна резонанса е, например, млада возрастна пациентка. Под број 2 би било пациентка која што еве дои, а сакаме некоја промена да разграничиме. Како друга причина би било поставени импланти. Многу веќе жени имаат поставени импланти и друг метод кој што би ни дал комплетна информација за состојбата на дојката кај такви дојки со импланти е магнетната резонанса. Бидејќи при самиот процес на магнетна резонанса ставаме и контраст и добиваме точно добро обележување на суспектни промени на дојката, иако има импланти. Исто ја користиме, значи, магнетната резонанса доколку златниот стандард на мамографија и ехо не ни е доволен. Нешто сакаме да доразјасниме, не сакаме да брзаме на интервентна процедура боцкање, значи биопсија. Во тој случај одиме на магнетна резонанса и исто едно од најважните причини на магнетна резонанса која што ја користиме е да се направи градуирање, значи степенот на, ако се работи за малигном, значи ако се работи за карцином, добиваме можност да знаеме колку напреднал тој карцином, бидејќи ехот и мамографијата не секогаш ни одговараат на тоа. Тука добиваме состојба на пазувите, добиваме состојба на другата дојка која на ехо и на мамографија ни се покажува чиста, а може да постои некој микрофокус, уште една промена и на другата дојка. Или пак промени во едната дојка, а да се повеќе, а не сме ги виделе на мамографија или на ехо. Значи, се забележуваат исто така лимфни жлезди, дали постојат кај градната коска, дали е разрушена структурата на коските, дали се шири карциномот и на скелетот, значи, тоа е се нешто кое не може да ни одговори мамографијата и ехото.
Значи, магнетната резонанса исто така е неизоставен дел од процесот на водење на жената во понатамошниот третман. Имаме гледач, да му дадеме предност, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас имам едно прашање до докторката, ако може накратко да прочитам резултатот од мамографија. Густ фибрал дулен носетум дунета црпеш во двете дојки, во лева дојка не се пратат знаци за фокални промени, се прати еднотамен калцификат со бенигни карактеристики во средина и супериорни делови. Во десната дојка се пратат групирани крупни калцификати во суперопатерален дел. Аксили има мототип од мишките, се слободни. Сега вика доле корелација со УЗ на дојки да се достават претходните мамографски резултати. Јас правев пред 2 години мамографија, меѓутоа не сум следена таму дека сум правила и не сум добила резултати од таму. Што понатаму? И сакам аз докторка да ми пообјасни што се тоа калцификати, дали тоа значи дека е рак едноставно. Добро, ви благодарам за вклучувањето во телеамбуланта. Повелете. Ето така, овдека веќе прашањето на пациентката офаќа се тоа што и претходно го кажував. Значи, пациентката има густи дојки, не знам кој тип на мамографија е направен, меѓутоа тоа отежнало на радиологот кој читал да знае комплетно дали е чиста дојката без промени или не. Е отежнат прегледот. Калцификатите се оние што ги споменав пред малку, дека се крупни, ете така, и дека тие се од бенигна природа, значи нема опасност на левата дојка, исто и на десната каде што ги има повеќе, значи крупни калцификати. Така да од овој наод колешката или колегата што ја читал мамографијата побарал да се направи ехо баш заради таа густина на дојки и корелација, нели што споменав претходно, 97% добиваме сигурност и со ехото, значи пациентка да би препорачала у најскор период да си направи еден ехо преглед со тоа што ќе ги носи, значи старата мамографија и некои претходни наоди ако има. Така вела дека ехото е од непроценлива важност за помладите жени, но очигледно дека има големо значење на сите возрасти. Кај сите возрасти, да. Кога препорачувате да се направи биопсија, односно се земе парче од ткивото кое што е сомнително и дали ова процедура се прави заедно со под контрола на ехо прегледот? Така, значи биопсиите ги имаме неколку видови. Тоа спаќа во интервентна радиологија, значи на дојка. Кога решаваме? Решаваме кога на ехо или на мамографија или на магнетна резонанса добиваме нешто што ни е сомнително. И за да ние го уточниме самиот наод на таа промена што ја гледаме, добиеме прецизен изглед и диагноза, мораме да направиме значи земање примерок од самата промена. Сега, постојат неколку типови, значи има со тенка игла и со дебела игла, значи тенкоиглена биопсија и кор биопсија, така наречена, која што се користи. И може да се користат повеќе модалитети, значи може да се користи биопсијата да се прави под ехо, под мамографија, исто и под магнетна резонанса. Така, значи доколку сакаме да видиме некоја промена, дефинитивно дали е бенигна или малигна, што да правиме со пациентката, дефинитивното разрешување е со таа биопсија. Тенка игла најчесто се користи за промени како што се цистите, например. Тие се со течна содржина, густа содржина и влегуваме со иглата внатре, вадиме од содржината и праќаме на патолог за понатамошно испитување. Меѓутоа, многу често, за жал, има промени кои што се тврди, солидни тумори, кои што може да се и бенигни, како фиброаденомот што го споменавте вие на почетокот, или пак може да се карциноми. За да знаеме точно со тенкоиглената може да направиме тука некој превид, бидејќи тоа е цитолошко испитување, испитување клеточно. А доколку направиме биопсија со дебела игла, кор биопсија, во тој случај изимаме по неколку примероци од ткивото на самата промена. Значи некогаш ни се потребни 3, 4 до 6 примерок. Пациентите не треба да се плашат, значи се користи анестезија локална на самото место,
ништо не се превзема додека местото не се обезболи и потоа се прави еден мал рез со скалпелче за да може да влезе самата, значи, така наречена игла дебела. И со тој така наречен пиштол за кор биопсија влегуваме внатре и по неколку пати земаме примерок и тој хистолошки се анализира на патолошки, значи, преглед. И тогаш веќе добиваме многу поточен преглед на ткивото кое што сме го земале. Пациентите некогаш и заради цената, и заради стравот, и повеќе фактори одлучуваат и сакаат да направат тенкоиглена биопсија. Меѓутоа морам да нагласам дека ако промената не е таква и не одговара за тенка игла, тогаш мора да се направи кор биопсијата, може лажно негативно да биде. Може да биде лажно негативен резултат, пациентката ќе се ослободи и промената ќе напредува и понатаму. Така да тоа е видови на, да речеме, биопсија кои што се користат. Најчесто ги правиме под ехо. Зашто? Затоа што самата промена ја гледаме цело време, ја следиме под ехо, значи динамички преглед е и со влегувањето на иглата внатре, под ехото ја следиме точно каде се движи иглата, како не би ја промашиле промената, па да добиеме повторно лажно негативен резултат. Цело време се прати, значи, под ехо сондата, за да се земе точно примерок од самото ткиво. Затоа се прави најголем процент на биопсија со ултразвук водена, во најголем процент. Имаме докторке гледач на линија, да му дадеме можност да го постави своето прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Ви благодарам. Значи имам 50 години. На менопауза сум. Имам правена мамографија 2 пати, претходното имах на 2020. Вика претходна мамографија не носи графи за компарација, слабо развиена фиброгладуарен цртеж кој е концентриран, ретромалириран и во горно наведените квадратни циркумускулативен продолжен и микрокорпоративен не се демаксира појачен венски цртеж во левата дојка. Атеромотазити продолжен крвни садови B2 раз 2. Што значи тоа? Ќе ве замолам да ме одговорите. Ви благодарам за вклучување во емисија. Не се читаат лесно наудите, докторке. А што значеше оваа диагноза? Дали вака можевте да разберете? Да, можем да разберам. Пациентката, значи, има веќе помалку жлездано ткиво во однос на, нели, погустите дојки. Кај нејзе некоја промена не е забележена. Колегата, колешката, затоа го оставиле во групата на БИРАЦ-2, тоа значи се бенигни промени. И повторно истиот совет, ако пациентката не направила ехо преглед, да се направи ехо преглед за да биде комплетно сигурна во својата здравствена состојба. И моето последно прашање за денес, во услови на пандемија, многу жени ги одложуваат овие прегледи, дали е тоа голем ризик? Многу голем ризик и за жал морам да споменам, не сакам да ги плашам пациентките, се прават студии како ковидот влијае и на здравјето на дојките. За жал има многу претпоставки, точно нема ништо, затоа и нема да тврдам ништо. Меѓутоа, влијае на имунитетот, влијае на многу болести кои што во моментов овие години и нешто пациентите ги игнорираат, а сето тоа може да има огромни последици. Затоа е многу важно да се оди на редовни прегледи. Так, значи вашиот совет и покрај пандемијата, редовни скрининзи на дојка? Нормално со примена на мерки за заштита, се одвива нормално, здравјето го зачувуваат секако. Так. Ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за прецизните, концизни појаснувања на темата за која што говорим. Ви благодарам и јас на поканата. Почитувани доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник, беше наша денешна гостинка која што појасни се за ултразвукот, мамографијата, магнетната резонанца на дојка и начините за биопсија. Ви посакувам пријатен ден и гледајте не секој работен ден на телевизија Телма во 13:45. До гледање.